Сања Левкова, Емил Арсов, Зоран Милорадовски, Бојан Андов, Павле Зашев, Петар Малинов, Ангела Савева, Марина Блажева и други пејачи и групи, заедно со кочанци кои ја преполнија салата и организаторот Тоше Илиев исполнуваа песни од Тоше Проески за една единствена цел – финансиски да му помогнат на малиот Петар Николов, на кој му се потребни средства за операција во Италија. На огромно задоволство на сите, најмногу на организаторот Илиев, кочанци го положија тестот за хуманост. Салата беше исполнета до последно место. Секоја чест на моите драги сограѓани кои еве по втор пат ова година ја покажа хуманоста која ја носат длабоко во себе, значи со донирање на една мала сума на пари направија, пак ќе кажам, огромен гест, огромен придонес за да се соберат многу повеќе средства со кои ќе им биде помогнато на фамилијата Николови, поточно на малото бебе Петар Николов. Тоше Илиев апелот за помош на малиот Петар го видел на интернет, пошто веднаш дошол до идеја да му помогне. Стапил во контакт со таткото на Петар и му ја кажал идејата дека сака да организира концерт за неговиот син. И кочанските пејачи и групи со задоволство прифатија да бидат хумани, а со истата пракса ќе продолжат и понатаму. И се чувствуваме доста хумано дека правиме нешто добро за некој друг да биде среќен, а секако дека ќе продолжам затоа што да се биде хуман и да се прават вакви нешта се почесто е многу убава работа и стварно треба се почесто вакви работи да се случуваат. Се надеваме дека со ова наше учество и со ова наше појавување овде на сцената ќе ги потикнеме свеста кај народот да се потикне свеста да бидат похумани и тие да помагаат на секој може начин на кој што може. Еве ние со песна, а другите со кој се што може. Хуманитарниот концерт по патеките на Тоше прерасна во традиција. Организаторот Илиев со овој концерт и со изведбата на песни само од Проески го одбележа роденденот на неговиот спасител Тоше Проески, кој кога беше жив пееше за помош на младиот Илиев.